11 општини од источниот регион за околу 2 недели ќе се соочат со сериозен административен проблем. На 4 од градоначалниците избрани во првиот изборен рок им истекува мандатот, а со тоа и важноста на подписите, а застанува и работата на сите совети во регионот. Ова значи дека општините остануваат без највисоките општински тела кои одлучуваат за се она што се случува во нив. Што конкретно подразбира ова и во која мера општините ќе бидат блокирани? Според познавачи на оваа проблематика, истекот на мандатот значи дека во општините ќе може да има само тековни активности, никако развојни. Тоа значи ќе може да има плата за вработените во општината, но ќе нема вработувања, носење на урбанистички планови и издавање на решенија. Исто така не е јасно кои надлежности ќе може да се пренесат на одговорното лице во ваква ситуација, а засега на оваа тема не е разговарано ниту во ЗЕЛС. За работите да одат како што треба, единствено решение е градоначалниците да именуваат своји заменици од редот на администрацијата. Но засега ниту еден од градоначалниците од Истокот не размислува на таа тема. Проблемот особено изразен може да биде во Берово, општина која нема усвоено буџет, а одлуката за времено финансирање на општината истекува во март. На 14.3. имаме закажана седмица на која на дневен ред е и предлог буџет за општина Берово за 2017 година. 15 советници треба да донесат множество од купниот број да го донесат буџетот на општина Берово. Што ако не го изгласате буџетот? Има ли некоја друга опција како ќе се финансира општината? А тоа е работа веќе на Министерството за финансии и на градоначалникот, не е веќе работа на Советот. Ако Советот не го донесе буџетот, распушта Советот. Тоа другите законски основи се предвидени во законот за финансирање на локалните единици. Што и како ќе се случува во општините е тесно поврзано со она што ќе се случува на централно ниво. Едно е јасно, без конституирано собрание и избран председател нема ниту избори.